Оперските уметници Ана и Игор Дурловски на 17 декември со новогодишен концерт ќе одбележат 25 годишнината од уметничката дејност. Со импозантната меѓународна кариера, оперската дива, колораторен сопран Ана и со нималку импресионираниот со меѓународна кариера Игор Дурловски. Неодамна, поточно на крајот на октомври, одржаа заеднички концерт со Македонската филхармонија во Виена. Голем број на овации, воодушевување ечеше во Виенската филхармонија. Добро ден за Игор Дурловски. Добро ве најдов, благодарам на поканата. 25 години уметничка кариера. Кој е патот на успехот на двоецот и брачен пар Ана и Игор? Па најверојатно заедништвото, посветеноста, талентот секако нема да го избегнам и најверојатно некоја виша сила која што секогаш не водела на вистинскиот пат. Секогаш кога сме имале некакви дилеми или раскрсница на патот на каде треба да се оди, од денешна перспектива гледам дека секогаш сме го избирале вистинскиот пат. Значи интуицијата добро не водела. По 15 години поминати во странство, живот надвор од Македонија, се вративте пред неколку години во Македонија, се вгнездивте тука. Што е она што сакате да му го дадете на светот како печат, како професионалци, но и приватно? Па секој уметник секогаш се труди да го даде најдоброто од себе. Најверојатно чувството дека треба нешто да дадете не е толку силно колку што емоцијата, односно експресијата дека тоа што го работите сте се посветили и го работите најдобро што можете. Во нашата професија е многу едноставно тоа да се види затоа што е јавна, затоа што сте на отворена сцена. И дали денеска ќе имате добар или лош ден, ќе го види целата публика која што е таму. Така да секој уметник кој што застанал да се занимава со јавната функција има сериозна одговорност и за таа одговорност зависи дали ќе ги добие аплаузите или публиката на крај нема да биде толку задоволна. Дурловски, кога ќе застанете на сцената, што ви е најважно? Секој уметник делува различно. Кај мене најважно е да бидам пред секој мој настап гледам да бидам еден час комплетно сконцентриран на материјата која што ја работам таа вечер. Мора да ја поминам целата партитура и секако тоа следува распеување, односно загревање на гласот пред секој настап. Какво е влијанието денес на операта и општо на културата во општествениот живот? Со излегувањето на социјалните медиуми, со агресивното делување на социјалните медиуми, уметноста е на некој начин загрозена, но успевајќи да ги издржи сите премрежја последниве, да речеме, барем во оперската уметност 300-400 години, верувам дека и оваа квази, така наречена криза на уметноста, ќе биде надмината. Јас, како што кажавте, долго живеевме во Германија, тој музички театар во Германија се практикува, современи постановки на опери, да бидете во тек, во тренд со настаните кои што веќе и кај нас се практикуваат. Еве се имавме пред неколку месеци премиера на Риголето со еден одличен италијански тим на режисер, сценограф и диригент, кој што беше еден сериозно модерен пристап кон операта со проекции, со современа режија, современ мизансцен и не можам да кажам дека веќе и ние не сме во тренд со тој германскиот режи театар. Колку македонската култура е препознаена надвор од границите на државата? Ако добро се сеќавам, Ана, вашата сопруга, беше првата оперска певица која настапи во Њујорк во Метрополитен. Точно.
Но денес се чини дека помалку како да затајуваме во тој дел на промоција на македонската култура. Иако за волја на вистината, мене ме воодушеви вашиот заеднички настап со Македонската филхармонија во Виена. Предходно чина бевте во Осака. Во Осака бевме, точно, да. Во септември бевме во Осака, во Виена бевме пред месец дена. Видете, секое гостување, индивидуално гостување на еден македонски уметник надвор од границите на Македонија, сакале или не икеле, ние представуваме и државата надвор. Ана, како што кажавте, беше и во Метрополитен, пеела и во многу други големи, сме пеели заедно. Таа пеела во Виенска штатсопера, во Берлинска штатсопера, во Театро Реал Мадрид. Јас сум пел на еден од најголемите фестивали во Бајроит, Лајпциг, Линц, Виена и така натаму. Сега точно имам подготовки за една нова моја продукција на Пелеаси и Мелисанда од Дебиси, прекрасна музика. Заминувам сега на 28. Премиерата ми е на 5 декември во Ла Коруња со Симфонискиот оркестар на Галиција. Идната година настапува во Хамбуршка штатсопера, Хамбуршката државна опера. Јас настапувам во Торино, тоа е втора после Миланска скала, втора најголема опера по квалитет на продукции. Во ноември најавив исто гостување во Пекинг, во National Center of Performing Arts, една од најголемите оперски куќи во светот, каде што ќе го изведувам за Растро во Волшебната флейта, така да ние и индивидуално, но и институциите како такви се обидуваат да бидат што почесто на сцените надвор од Македонија. Што значи да се биде национален уметник и амбасадор на културата? Па, голема одговорност. Секако, ние многу често знаеме да кажеме како ние се представуваме во странство, но сепак за мене лично едни од најзначајните мои настапи биле во Македонија, за чудо, затоа што навистина за мене лично Скопската опера, Македонската опера и балет била институцијата која што прва ми ја дала можноста да застанам на штиците кои што живот значат и секако тоа првата љубов никаш не се заборава. Господине Дурловски, како живеете подеднакво фамилиарно? Во еден период знам дека се разминувавте со Ана. Ана е надвор од Македонија, вие сте надвор од Македонија. А при тоа имате и 3 деца. Имаме и нешто тука заедничко. Точно, имаме да. И вие и јас близнаци, меѓутоа вие имате 3 деца. Да. Како сте синхронизирани? Не можам да кажам дека било лесно, посебно кога децата беа мали, нас ни се случувало Ана да е на еден континент, јас да сум на друг континент, децата да се на трет континент, иако тоа било многу ретко. Најчесто сме се обидувале работите да ги изменаџираме така да кога Ана е на фиксен ангажман и е со децата дома јас да гостувам, или обратно, најчесто се случувало така, иако имало и периоди кога едно дете доаѓало со мене на едно место, близнаците оделе со Ана на друго место, кога гостувала, додека биле мали. Кога почнаа во училиште, беше многу почесто тоа да се менаџира и секогаш гледавме еден од родителите да биде дома, а другиот да патува. Сега веќе е многу поедноставно, затоа што сите тројца се тинејџери, се посамостојни и може да се случи, да речеме, бевме во Осака и двајцата, така да децата беа тука и го менаџираме со нашите блиски, ни помагаат и веќе функционира многу полесно отколку пора. Гледате трен гостин во емисијата Игор Дурловски. Господин Дурловски, бевте еден од обвинетите за случајот упадот во собранието. Важевте за тврдокорниот. Како денеска гледате на состојбите во државата и сметате ли дека се движиме во вистинска насока? Во кој смисол? Ме ги спојувате двете воедно или да ги одговорам како две подпрашања? Од оваа временска дистанца, како гледате на случувањето за крвавиот четврток? Па, крвавиот четврток, јас во еден мој статус го имав кажано тоа дека може би малку поетично кажано, ама навистина сметам дека крвавиот четврток искрвари Македонија, се друго беше драма, одлично сценарио каде што политичарите успеа одредена група на луѓе да ги стават на место на кое што не заслужуваат да бидат, за да при тоа уценуваат пратеници и се обидат успешно се обидат да процедурата промена на име ја завршат така како што ја заврши. Гледам тажно, во секој случај гледам тажно на тој
настан. Се чувствувате изманипулирани, изиграни, злоупотребени? Да. Од кого? Па најверојатно од високата политика. Од денешна дистанца, како гледате какво е вашето мислење на тогашниот премиер, а сега бегалец Никола Груевски? Па видите се, јас искрено дојдов на интервју кое што мислев дека ќе зборуваме само за култура, ама верувам дека Добро. тоа што сум го правел во минатото е најверојатно интересно и за гледачите да се каже. Во кој смисол како гледам на неговото, зошто замина или Тоа се случи токму во неговиот мандат, упадот во собранието и неговото бегство токму тогаш. Ама јас навистина не сакам да го бранам поранешниот премиер Никола Груевски, но тоа што следуваше понатаму, мислам дека самиот настан 27 април е креиран точно за тоа што следуваше понатаму, како што ви одговори во претходното прашање. Затоа мислам дека најголема вина можеби за 27 има човекот кој што после тоа имаше некакви бенефиции од тоа, мислам дека е следниот премиер Зоран Заев. Дурловски, ние бевме терористи, а дуи државници. Горд сум, зошто ја носам тежината на минатото. Но пред мене ја гледам светлината на иднината. Каква иднина имаме? Јас од секогаш сум бил човек кој што позитивно размислува, сум бил оптимист и многу често ние знаеме да го кривиме системот за работите што ни се случуваат. Не велам дека системот не е трул, но многу често и не знаеме да погледаме во нашите постапки. Не може да очекувате дека некој друг ќе се однесува како налага системот, а ние многу често знаеме да ги кршиме тие правила. Така да, може би менталитетот и кај македонскиот народ е таков да секогаш гледаме да го најдеме поедноставниот начин, да го најдеме пократкиот пат, иако сметам дека, како што кажавте, јас и сум живеел долго време надвор од границите на Македонија, сметам за еден систем да функционира, сите ние треба да придонесуваме, иако главни одговорни се тие кои што системот го организираат. Судиката Добрила Кацарска во една изјава, во една интервју рече можеби ја донесов најтешката одлука со тоа што дадов ослободителна пресуда за Игор Дурловски. Што вие мислите? Прво мислам дека самата изјава таква како што е дадена е скандалозна. Уште поскандалозно е затоа што е дадена додека немав правосилна пресуда и тоа во тој период го сметав како влијание. Судија кој што бил дел од тој процес да даде таква изјава е во најмала рака скандалозна. Не гледам зошто би требало за човек за кој што немате докази да имате тешко чувство да дајете ослободителна пресуда, но гледајќи каква беше пресудата за останатите, сметам дека човек кој што изиграл таква улога во тој период нема проблеми да даде таква скандалозна изјава. Најмалку е скандалозна изјавата кај господјата Кацарска. Господин Дурловски, бевте директор на Македонската опера и балет, бевте и пратеник, но се откажавте од пратеничкиот имунитет, се заблагодаривте на лидерот Мицкоски. Можно ли е Игор Дурловски повторно политички да се реактивира? Немам амбиции, затоа што мислам дека во држава секој треба да го работи тоа што најдобро го знае. Јас мислев дека во тој период можем да помогнам со моето делување, направив тоа што можев, се повлеков и сметам дека мојот најдобар придонес во ова општество ќе биде таму кај што сега сум, на сцената и треба да го правам тоа што најдобро го знам, а тоа е пеењето. Ви посакувам успешен концерт и успешна интернационална кариера и во понатамошниот период. Ви благодарам и вам и на вашата сопруга. Благодарам на поканата и можноста да ги споделам моите импресии со вашата ценета публика. Благодарам за издвоеното време.